Добар ден. Почитувани граѓани, како председател на анкетната комисија за незаконитото прислушкување, денеска упатив писмо до Никола Груевски. Во среда на 20 јануари да се појави пред анкетната комисија и јавно да сведочи. Дополнително, денеска упатувам и писмо до господинот Трајко Велјановски да на тој ден не закажува пленарна седница на собранието, за да може да биде исполнет условот предвиден во деловникот на анкетната комисија и сведочењето на Никола Груевски да биде пренесувано во живо. Само на овој начин ќе се создадат услови анкетната комисија за незаконитото прислушкување да продолжи со работа откако беше блокирана од страна на ВМРО-ДПМН. Јавноста знае дека Никола Груевски и ВМРО-ДПМН најголем проблем имаат со вистината и со правдата. Но успешната работа на анкетната комисија за незаконитото прислушкување е заедничка обврска од договорот од Пржино, која што мора да биде спроведена во целост. За криминалот и корупцијата на власта во изминативе 10 години, граѓаните очекуваат одговори и одговорност, а не тајни сослушувања скриени од очите на јавноста. Наместо да се крие за затворени врати и да бега од граѓаните, Никола Груевски има обврска да дојде на јавна седница да одговори на сите прашања. Благодарам, повелете со прашање. Тоа решение е предвидено, или духот на тоа решение е предвидено за некои од сведоците или експертите кои што ќе пренесуваат или изнесуваат класифицирани податоци. Не е нормално, нити е политички исправно председател на влада на Република Македонија и председател на ВМРО-ДПМН, владеачката партија во Република Македонија, да се крие од јавноста. Негова морална, етичка, политичка одговорност е да одговорите поврзани со скандалот со прислушкувањето, ги даде јавно пред целокупната македонска јавност. Не да се крие зад одредбите од деловникот на анкетната комисија. Анкетната комисија не е формирана само за да се каже дека постоела анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето. Како Социјалдемократски сојуз на Македонија и јас како председател на анкетната комисија нема да дозволам да биде анкетната комисија само штиклирано како исполнета обврска. Таа мора да ја исполни својата суштина, како што всушност својата суштина мора да ја исполнат сите обврски преземени од политичките партии со склучување на договорот од Пржино. Нашата идеја е таа анкетна комисија да добие своја суштина. Токму затоа една од суштините е Никола Груевски не се крие од јавноста. Никола Груевски срамно одговараше, можете да видите во денешното моје излагање, како одговараше на анкетната комисија. Читаше 14 пати едно ливче во кое што одбегнуваше да одговори за прашање врзано со прашањата од содржината на објавените прислушкувани телефонски разговори. Кажуваше дека тие разговори биле дел од материјали кои што биле со решение на Основен суд Скопје 1 прогласени за незаконити и он немал намера на тоа да одговара. Воколку се тоа неговите одговори, тоа би требало да го види целокупната македонска јавност. Значи, ќе ве потсетам.
сведочењето на Никола Груевски, кое што беше тајно, беше под превезот на деловникот за работа на анкетната комисија. Кога требаше да сведочи следниот сведок Зоран Ставревски, и кажав, тоа сведочење на Никола Груевски беше 14 пати прочита 5 реченици, барем да ги научеше на памет, ги читаше. 14 пати ги читаше. Не нашол за сходно ни да го научи на памет тоа да го одговори. За господинот Зоран Ставревски пред неговото сослушување, бидејќи беше исто така поднесено барање за затварање на седницата, јавно ги соопштивме прашањата. Целокупната македонска јавност можеше да чуе кои се прашањата кои што треба да му бидат поставени на господинот Зоран Ставревски и дека нема причина, давајќи одговор на тие прашања, нити се класифицирани податоци, нити е нешто тајно. Совршено нема причина таа седница да биде затворена. Нема да послужиме како параван за бегство на Никола Груевски ВМРО ДПМН од вистината. Господинот Заев, само се извинувам, господинот Заев е спремен веднаш после јавното сведочење на Никола Груевски во среда, ако собере храброст и се појави во директен пренос на Собранискиот канал да сведочи пред целокупната македонска јавност. Господинот Заев ќе биде присутен и ќе го даде својот исказ веднаш после тоа. После тоа ќе можеме да нормализираме работата на анкетната комисија и да ја завршиме. Она што го прави ВМРО ДПМН и со денешната точка на дневен ред на седницата, тоа е формирање на анкетната комисија за наводната фабрика за афери. Не е ништо друго освен обид да се дефокусира македонската јавност од суштината на прашањето, а тоа е вашето прашање. Факт е дека во Република Македонија во избирачкиот список има луѓе кои што таму не треба да се наоѓаат. Факт е дека државните институции биле организатори на тој криминал. Факт е дека тие луѓе добиле живеалиште во државни станови. Тоа некој го овозможил. Значи, тие луѓе, како што е познато, не ги исполнуваат основните законски услови да добијат лична карта, бидејќи немаат жителство во Република Македонија. Секаков обид за дефокус на македонската јавност во смисол на формирање на некаква си нова анкетна комисија е токму ова, за да луѓето не ја разберат суштината на проблемот со фалсификуваните лични карти. Фалсификатот во Република Македонија, односно незаконитото издавање на лични карти, го организирало Министерството за внатрешни работи во соработка со другите државни институции и очигледно носители на други државни функции. Денеска во 15 часот продолжуваат разговорите за медиумите. Продолжуваме на состојба која што беше запрена некаде пред новогодишните празници. Денес е прва средба после 23-4 декември, така нешто беше. Ако нема други прашања, благодарам.